Овој институтов вистински собственик, обвинителството тврди, не јас, дека на овие сите, вистински собственик е Александар Нацев. За овој Александар Нацев, еве што ќе изјавите неколку месеци подосна во јуни. Александар Нацев бил дел од владата на ВМРО-ДПМН во периодот 2016-17, обавувал некаква функција во тој период и тоа е последното нешто што го познавам и го поврзувам со Александар Нацев. Вие ова сте го изјавиле во... Ајде да видиме за овој Александар Нацев. Тој е wannabe кандидат ваш за градоначалник на Пробишти, поттаму бил човекот. Професор е, проректор за настава на Европски универзитет, на истиот универзитет Латвас, кај што докторираше, на покојни Боја Андревски, и извисил, не сте го кандидирале, веројатно не сте се договориле за тендерите, и тој ви бил, ово истиот за кој што вие викате, не го знам човеков, бил делегат на 16-тиот ВМРО-вски Валандовски конгрес 2017, на кој што вие сте избран за лидер, односно како октроиран тогашен од страна на Груевски, бидејќи вие бевте анонимус во вашата собствена партија. Значи, овој човек, за кој што вие викате дека не го знаете и кој што... Këtë персон që pretendoni se nuk e Ве гласал да бидете сега тоа што сте, лидер на ДПМН. Следно, тој бил директор на Дирекција за класифицирани информации од 2015 до 2017 година и има заработено кривична пријава во 2019 година за злоупотреба на службена положба. Штета на буџет околу 30.000 евра направил и еве го човеков си плаќал кафани и хотели за приватни патувања, два рачни часовник, ова ви е слабост, значи си купил со службена картица часовници, очила за сонце си купил типот, каков, очила за сонце, парфем, чевли, капут, панталони и джемпер. Таму се така му текнал и протеински капсули и спортски патики. Да не вежбавте заедно по тоа теретаните таму. И гориво си точел во приватна кола со службена картица. За ова има вашиот кадар заработено кривична пријава. Сега, кога сме кај вистината, господин Апасиев, и кога љубите да покажувате на говорница, би сакал да ја задржам и таа традиција, за да има континуитет оваа наша полудебата. Па сега, например, 2-3 документа кои што ги доставија свиркачи до нас од кај вас. За волја на вистината, за да знае македонската јавност за што станува збор. 6 октомври 2024 година. Одлука за подигање на кредит и купување на недвижен имот од Унибанка. Фала ви на сите што дојдовме, стигнавме до ниво до кое што можевме да го сонуваме, а тоа е да купиме недвижност. Најдовме таква недвижност што ни одговара во сите перформанси. Ја и Хактам во тимот за преговори плюс Зоки од Центар за внатрепартиска безбедност, Маријан од финанси, Токарев од правен и Даре од IT. Перманентно веќе 2-3 месеци наназад водиме преговори со Унибанка, имот на позната адвокатска улица, односно бивши хотел Опера Хаус. Биле замолил да не споделуваме, дур не стане официјално. Недвижноста има 4 нива, минус 2 го планирам, минус 2 нивото го планираме за Редкасти студио, па прес-центар, па минус 1 конгресна сала за 50 луѓе, на 0 на приземје кафич и така натаму и така натаму. Ефтино џабарлък го земавме, 900 евра по квадрат, вин-вин ситуација. Таман излезе објектот, банката не сака да го објавува, мислејќи дека ќе им наштети на репутацијата од 280.000 евра на 250 плюс ДДВ и така натаму и така натаму. А демантиравте дека имате вие врска со ова, еднаш како ја отворив оваа тема, и тогаш велевте не е тоа така, ова е скромно местенце, толку квадрати, волку квадрати, така натаму и така натаму. А овдека гледам дека сте полн со себе, па јавноста веќе кога се обидувате да шпекулирате и да лажете, требате да и давате одговор кога бевте Димитар Апасиев, кога зборуваше вистината тогаш, или кога излезе на овој записник пред вашите во Централниот комитет. А кога сме за злоупотребите во Левица, исто така свиркач достави до нас, еве, погледайте, немојте во телефонот, погледайте список на трансакции. Список на трансакции. Вели, неколку ќе прочитам. Димитар Апасиев на 9.12.2022 година, 15.167, иначе тука има стотици трансакции,
префрлани од политичката партија Левица на вашата трансакцијска сметка. Да речеме, Димитар Апасиев на 14 април 2022 година 28.000 денари. Бруто, нето 25.480. Димитар Апасиев 12.7.2022 30.333 и така натаму и така натаму. Ги сите трансакции како ја можете и како ја цицате Левица, односно парите кои што граѓаните ги уплаќаат во буџетот. Ги, овдека Свиркач ги достави, па вие треба, господин Апасиев, да одговорите дали ова точно или не. Но на што мене повеќе ме загрижува е вашиот пак кандидат за градоначелник на град Скопје, кој што требаше да даде оставка кој ќе стане кандидат, нели? Пошто сте вие до збор, држите до зборот, Амар Мециновиќ, кој што е, например, на 17 август 2022 37.909 денари, потоа на 4 јули 2025 78.611 денари префрлени од Левица на негово име, потоа на 26 април 2024 136.667 денари и така натаму и така. И вие зборувате потоа за патни трошоци, вие зборувате за ова или за она. Господин Апасиев, ова е само почеток. За жал, ваша, за среќа на граѓаните, има патриоти, луѓе кои што се љубат оваа држава и преку глава им е вакви манипуланти и измамници како што сте вие,